Ориз за производителите од Кочанско децидни. Земјоделците работат за едва 3 до 4 денари, што за нив е далеку од исплатливо. Велат дека откупот на ориз се движи од 37 до 38 денари, што е далеку од исплатливо, а денеска дополнително се шират информации дека цената паѓа. Една од причините за ова е неконтролираниот увоз на ориз, чиј квалитет не се знаа, се декларира како кочански. Површините остануваат исти. Они се во тенденција дури да ги прошируваат, бидејќи тоа се чисти пари, како што рековме за нив, за нас не. Цената на оризовата арпа, последното изјаснување од Институтот за ориз, односно и заедно согласно со Скопје, со факултетот, е направена производна цена која чини 34 денара веќе. Така сега откупот е 37-38 во зависност од рандаманот. Рандаманот е катастрофален и немаме веќе сметка да го работиме. Ние работиме за 3 до 4 динара, така речено. Денеска имам информација дека поново паѓа цената, ќе биде испод производната цена оризот, бидејќи е дозволено неконтролиран увоз. Имаме увоз на ориз кој е од страна на некои фирми што увезен, не знаеме за квалитет, не знаеме од кај е увезен, меѓутоа веќе пазарот си го чини своето и намалува нашата цена на квалитетниот кочански ориз. За жал и тој што увезен се води како бренд на кочански ориз. Во однос на субвенциите, оризарите од Кочанско велат дека за 2023 година имаат добиено само аванс од 30%. За 2024 додаваат дека немаат се уште поднесено, а далеку од добиено. Сега субвенциите се најпотребни, за да може да почне новата сеидба. Ако не добијат пари и зелена нафта, во тој случај не знаат дали нивите ќе може да се посеат. Ние за жал за 2023 имаме исплатено само авансно 30%, ништо повише. Втора работа, ако не си го продадел оризот, дали пченка, дали пченица, дали јачмен, не можеш да земеш субвенции. Втора работа, нема кој да ги откупи тие количини на пченица и на пченка. Што значи земјоделците останати од 1200 динари и колку е тамо за пченицата, не може да земат субвенции, да не ги лажат само. Министерот исто се фалеше дека 2024 авансно е исплатено. Не е ништо исплатено за 2024 година. Немој да го лаже земјоделец. Мислам, тоа е многу опасна работа. И фактички ние не сме нити поднесени, не сме аплицирали за субвенции. Немаме ништо поднесено Министерство за земјоделие. Тоа негде у почетокот на мај ќе биде. И за тоа со такви изјави мислам срамно е некој да искача. До 1 март ќе чекаат исплата на субвенции како и чистење на каналите за наводнување. Потоа велат ќе имаат координативен состанок на кој ќе одлучат за штрајкот кој го најавуваат сите земјоделци на ниво на државата.